Македонија е на врвот од земјите во регионот според стапката на инфлација, меѓу последните по проекциите за економски раст од Светска банка. Откако настапи економската и енергетската криза, Македонија речиси цело време го држи врвот по стапка на инфлација. Статистика измери дека во мај има пат, но се уште е двоцифрена на ниво од 11,3%, што е на врвот споредено со земјите од регионот кои досега ги имаат објавено податоците. Во мај пониска инфлација имаат Словенија, Хрватска и Албанија, а најниска стапка измерена во Грција од 2,8%. Дел од земјите се уште не ги имаат објавено податоците, но ако го погледнеме движењето во април, полоши од нас се само во Србија, а најниска инфлација во април имало во Косово и во Грција. Властите се обидуваат да ја заустават инфлацијата цело време со мерки одмрзни-замрзни. Пред нецел месец одлучија дека сега било времето да престанат да важат смрзнатите цени и да се ослободи пазарот. Ама ако било потребно во иднина, повторно ќе реагирале. Од друга страна, продолжуваат песимистичките прогнози на меѓународните финансиски институции за напредокот на македонската економија. Светска банка проектира раст од 2,4%. Ова е намалување на проекцијата во однос на јуни лани, кога беше 3,1%, па имаше уште едно намалување на 2,7%, пошто на стартот на годината во јануари прогнозираа раст од 2,4%, што е еднакво на сегашната проекција. Најоптимистички се проекциите за Косово и Црна Гора. Најниски сепак за Бугарија од 1,5%. Проекциите на Народната банка на Македонија се попесимистички и се движат на ниво од 2,1%. Народната банка очекува стабилизирање на економскиот раст и умерено забрзување на среден рок, како и постепено забавување на инфлацијата, што било и тема на разговор помеѓу гувернерката на Народна банка Анита Бежовска и Меѓународниот монетарен фонд.